Овој период од годината е препон со работа во јужната провинција Кандахар во Авганистан. Локалните земјоделци си помагаат меѓусебно на нивните полиња, стружејќи ја кафеавата течност од афионот. 35 годишниот Мохамад Надер заработува околу $3000 годишно од неговиот афион. Бруто домашниот производ по глава на жител во Авганистан е помал од $600. Неговиот профит не е само негов, бидејќи талибанците земаат дел од тоа, нудејќи заштита на афионското поле. Талибанците исто така наоѓаат домашни и меѓународни шверцери за продажба на нелегалните производи. Афионот носи повеќе пари од која било друга култура. Ако Мохамед Надир се префрли на пченица, неговиот приход ќе падне на околу 1/3. دولت راته وایي چې مې کړی خو موږ پر هغه سربیره کړو د دولت په کول داس خاص نه کوو طالبان خو نه راته وایي چې مې کړه اخو خوشاله چې هغه یو شی پیدا کولی си да джеса یو زکات یو شی وړي. Податоците на афганистанската влада покажуваат дека производството достигна рекордно високо ниво во 2017 година, кога се зголеми за 87% од 2016 година. Областите под одгледување на опиум се зголемија за 63%, додека производството се прошири на областите на север, кои традиционално не се поврзани со ова растение. Со безбедносната ситуација што се влошува во земјата, уништена од војната, и со талибанците кои контролираат повеќе делови, се поголем број земјоделци се свртуваат кон профитабилната трговија, што владата и меѓународната заедница се обидоа да забранат. Афганистанските западни поддржувачи долго време се обидуваат да ги убедат фармерите да преминат на легални култури, но недостигот на инфраструктура за процесирање и транспортирање на производите надвор од Афганистан ја попречува оваа идеја. دولت پاتې راغلی دی باید موږ د زعفرانو تخم را ځای انتخاب کړي یو مستره ته وښیي چې دا مستر درس وایه ورته د زعفرانو تخم دا رقم کړی کېږي دا رقم یې روزنه ده دا رقم ایښول کېږي دا رقم په نال ایښول کېږي یا په تخم کړی کېږي. Шафранот има висока цена и би им овозможил да заработат колку што заработуваат од афионот.